Секој ден му е едноличен. Повеќе од времето го поминува дома каде сам ги извршува своите обврски. За надвор потребна му е помош. Александар Младеновски пред 7 години го загубил видот. Утринското кафе го пие во кафулето кој е во близина на неговиот дом, но и дотаму тешко стига. Не можем да се осамостои. Тоа ми е проблемот, значи страв ми е, едноставно ми е страв да поидем, затоа што не знам кај ќе завршим, не знам како ќе се вратим. Значи тоа е што самостојност не ти дава да се осамостоиш. Непрописно паркираните возила, дупките по патот, па дури и кучињата скитници му представуваат проблем сам да се движи. Инфраструктурните проблеми во градот вели дополнително му го отежнуваат секојдневието. Пробав сам да излегов, ама тоа кој се пунеше дупката, тој ни ограда имаше, ни ништо, ја натаму забегав. Што вика да не извикаја луѓе од кафичи, веќе отиднев у дупката. И од тога и како, сега не дека се преплашив, ама не се осудувам сам да мрднем нигде. Не можем да се сконцентрирам право да идем. Значи, дали со помагаво, дали како е право, не можем. Значи, забегувам или лево или десно. А како ни е у околинава, како се коле паркирани, како е свет, масе, да речем, за кафики, за тоа. Значи, нема шансе буквално без некого да мрднем од влезот надвор. Од 2007 година не може дури ни да разпознае ден и ноќ. Поради својот проблем, многу често се соочувал со отфрлање од средината. Та не буквално она, што ви кажа, партали да те фати да те избаци, ама зафатено, ми ги бркаш гостите, има и такви, значи имало. Со моје присуство бегале другите гости. Не можеле да ме гледали, не знам, значи нема образложение, едноставно не иди. Ти праe, значи све буквално ти праe да се осетиш дека не си пожелен. И она буквално седнеш сам, никој не те, и тој што те познава не ти се поздравува. Значи многу случаеви. Ја не гледам нели кој прошол да не рекол здраво тоа, ама па некој ќе дојде од страна, ќе каже пројде тој. И одма се осеќаш зошто си викаш. Што е погрешното? Ја само очи немам. Недоволното третирање на дијабетесот од кој боледувал од својата 10-та година довело до целосно губење на видот. Малку се помагалата кои му овозможуваат полесно да функционира. Александар го оставивме на истото место каде е секој ден, похрабар да се справува со предизвиците на секојдневието.